Вработените во јавното предпријатие Паркови и зеленило, како и во неговите фирми Флораком и Луна, повторно протестираат, а градоначалничката Арсовска се крие. Проблемот со платите и останатите додатоци повторно ги извади на улица вработените кои се собраа пред канцелариите на градоначалничката Данела Арсовска, за да си ги побараат платите кои веќе им доцнат втор месец. Председателот на независниот синдикат на државната администрација Горан Ристевски изјави дека и покрај тоа што имаат подпишано спогодба и колективен договор, воопшто не им се исплатени платата за август, регресот за 2022 година, јубилејната награда од 2022 година наваму и новогодишните награди. Во континуирана комуникација со сегашно раководство на Паркови и зеленило, сепак успеаме да ги доближиме разликите помеѓу платите на назад време. Но, еве сега, августовска плата немаат земено, а денеска 28. Набрзо ќе немаат израствено. И покрај нивните напори за разговор со градоначалничката на град Скопје, од неа одговор нема. Вработените бараат плата и почитување на законот за работни односи. Ристевски додаде дека и ова јавно предпријатие, како и другите, не е во добра состојба и едва врзува крај со крај. До 15 да се исплати плата за секој вработник во овие две институции. Докато не се исполна барањата согласно закон, ние ќе продолжиме понатаму со протести. Во моментов размислуваме само протести, но не исклучува и порадикални мерки. Град Скопје возврати со кратка реакција дека прашањето е во надлежност на самото предпријатие и неговите управни органи избрани од Советот на градот, упатувајќи ги медиумските прашања и одговорноста за текувните и вонредни активности кон Паркови и зеленило. Со тоа, градската администрација ја дистрибуира одговорноста кон управувачките органи на јавното предпријатие без најава за итен финансиски интервенциски чекор.